од Чаир. Во живо ја вклучуваме колешката Тамара Марковска. Тамара, навреме ли е отворено гласачкото место каде што си ти и како се одвива засега гласањето? Така, Кристина, добро утро од Основното училиште Лирија во општина Чаир. Овде, според информациите кои ги имам, гласањето почнало навремено, точно во 7 часот, сега сме некаде 10 часот, што значи дека 3 часа без никакви проблеми трае изборниот процес. Денеска граѓаните широм државата имаат можност да ги бираат градоначалниците и советниците. Во Основното училиште Лирија во општина Чаир сум веќе половина час можев да забележам голема фреквенција на луѓе кои доаѓаат да го остварат своето демократско право на глас. Според информациите до сега нема никакви проблеми, односно изборниот процес трае без никакви забелешки. Повеќе детали слушаме од член на изборната комисија. На време почна гласањето од 7:00, значи се одива добро, значи до сега има излезност, значи на гласачи и викендте денеска се знае, значи одмарат луѓето, чекаме значи после 12 часот да има повише значи излезност. И тоа све е окей, значи до сега све е добро. Се одиват во ред значи гласањето. Дел од граѓаните со кои разговаравме овде велат дека очекуваат во иднина да се подобри инфраструктурата, сообраќајот и честотата. Може да ја погледнеме анкетата. Прво што очекуваме е почист Чаир, бидејќи Чаир е една од најстарите населби во Скопје. Второ, очекуваме сообраќајот во Чаирчанка да се регулира, да се најде начин или да се отвори, или да се направи двоспратно, или да биде комуникацијата полесно. Во општина Чаир да се посреди малку, повеќе дисциплина и поголема чистота. Тоа очекувам. За друго, што е актуелно е сообраќајот да се следи некако. Не можеме, ако треба да одиме до продавница, треба по улица да одиме. Тротоарите се запатени со возила. Како што кажав, до сега изборниот процес трае без никакви проблеми. Ние остануваме на терен да следиме како ќе биде тоа во текот на денот се до 19 часот, кога ќе бидат затворени избирачките места. Кристина? Тамара, ти благодарам за твоето јавување во живо од Чаир.